политичката, културно-хуманитарната, научната, социјалната и, се разбира, економската. Реализацијата на постоечкиот потенцијал на заедничката работа се промовира со конструктивен и пријателски став на владата на Република Северна Македонија, лично на премиерот господин Зоран Заев. Ние сме благодарни за вашата поддршка, господин Николовски, за продолжување на диалогот во рамките на меѓувладината Руско-Македонска комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка, за продлабочување на заемно корисни врски во приоритетните сектори. Се надевам дека вашата активна, заинтересирана позиција ќе придонесе за побрзо исполнување на поставените задачи, вклучувајќи го и интензивирањето на надворешната трговија, имплементацијата на инвестицијски проекти. Се радувам дека веќе има практични резултати од нашите заеднички напори. Македонскиот извоз во Русија порасна во јануари 2019 година за 41%, вклучувајќи ги и земјоделските стоки за 90%. Подпишани се нови договори за набавка на вина од Северна Македонија за Русија, се реализира извоз на свежо овошје и зеленчук. Македонски дом во Москва работи ефикасно и, колку знам, наскоро планира да се пресели од трговскиот центар Food City во центарот на градот. Се очекува делегацијата од Россельхознадзор да ја посети Северна Македонија, што се надеваме дека ќе помогне да се реши ситуацијата со привремената забрана за увоз на некои видови на македонското овошје во Русија. Се разбира, Македонска-руската стопанска комора значително предонесува за овие достигнувања. Со нејзината активна работа можно е да се привлече вниманието на двете земји кон ветувачките области на соработка.